Понеделник, 2 март 2026, добра вечер во Дневникот на КТВ. Општина Кавадарци добива модерен спа центар, затворениот базен со нови содржини за релаксација и рекреација. Во тек се интензивни градежни активности за изградба на современ спа центар во Кавадарци, кој се реализира како доградба на постојниот објект на затворениот базен. Новиот дел ќе се простира на површина од 240 метри квадратни и е дизајниран да ги задоволи највисоките стандарди за велнес и рекреација. Со овој проект, локалната самоуправа и менаџерскиот тим на објектот имаат за цел да ја збогатат понудата и да им овозможат на граѓаните комплетно уживање во текот на целата година. Проектот предвидува широка палета на содржини кои се неопходни за модерен велнес центар, вклучувајќи зона за термална релаксација, парна бања, сауна и просторно џакузи, релакс зона, топли лежалки и клупи наменети за одмор по термалните третмани, терапевски дел, специјализирани простории за масажа, надополнети со предпростор кој располага со сопствен тоалет и туш, инфраструктура, модерни соблекувални, дел со тушеви и технички простории за одржување на системите, квалитетна изведба и нови можности. Работите ги изведува реномираната компанија Жикол, што е гаранција за квалитетна и брза реализација на проектот според сите современи архитектонски норми. Со реализацијата на овој проект значително се проширува понудата на затворениот базен. Ова веќе нема да биде само место за пливање, туку дестинација за регенерација на духот и телото. Нашата цел е да создадеме нови можности за рекреација кои ќе бидат достапни за сите генерации, велат од општина Кавадарци. Изградбата на спа центарот се очекува да го зголеми бројот на посетители и да го позиционира затворениот базен како еден од најмодерните спортско-рекреативни центри во регионот. Во Росоман започна активности за пробивање и ставање во функција на атмосферските шахти за прибирање на атмосферските води во централното подрачје. Со ова конечно ќе се овозможи водата да се апсорбира во атмосферската канализација наместо да се задржува на коловозот и јавните површини. Продолжуваме со решавање на долгогодишни инфраструктурни проблеми чекор по чекор за пофункционална општина Росоман, додаваат од општината. Владата, работодавачите и некои од синдикатите не се согласија со борањето на Сојузот на синдикати на Македонија за 600 евра минимална плата. На денешната седница на Економско-социјалниот совет беше донесена одлука за законско усогласување на минималната плата, која што се врши еднаш годишно врз основа на зголемувањето на просечната плата во земјава и порастот на трошоците на живот. Усогласувањето е во нето износ од 1660 денари, односно минималната нето плата во 2026 година ќе изнесува 26.046 денари. Како влада можам да истакнам задоволство затоа што откако сме како влада избрани до сега, заклучно со 2028 година ги имаме регулирано односите со нашите колеги во најголем дел. Кога ќе кажам во најголем дел, тоа е можеби 95 па и повеќе проценти, преку колективни договори кои што имаат крајен рок на реализирање фискалната 2028 година. Се однесуваме одговорно во рамките на мандатот кој што сме го добиле од граѓаните. Не превземаме обврски како тоа што било случај во минатото за периодот после 2028 година, односно после мандатот на оваа влада. Едноставно сакаме да бидеме одговорна влада, за жал влада која што ќе мора да ги реши сите оние напластени проблеми кои што се наследени од минатото поради нестручното, несовесното и лошото менаџирање прво со владините ресурси, а потоа и со креирање на политиките на државно ниво. Но тоа е што е, ние сме се нафатиле на овој предизвик и помалку повеќе успешно еден по еден тие приоритети ги решаваме. Што се однесува до останатите параметри, нашиот став е јасен во јавноста и тука немаме никаква дилема. Последното кое што требаше да го затвориме, како би рекол условно кажано отворено прашање, тоа беше договорот кој што го потпишавме со синдикатите УПОС и САДУ
и тоа и го затворивме, и го завршивме. Таму беа додадени и други синдикати кои што првично не беа дел од преговорите, но сакавме да имаме што е можно поголем офат со тој договор и со тоа ние го затворивме и тоа отворено прашање кое што некако лепдеше и на дел од седниците на Економско-социјалниот совет. Денеска на дневен ред е информација за висината на минималната плата, која што ќе биде во 2026 година согласно закон. Очекувам дека на следна владина седница, утре или следната недела, мислам дека уште утре ќе биде да тоа го поминеме и како влада, и потоа нормално согласно висината на минималната плата од април за март практично да почне истата да се исплатува. Очекувам да продолжи и да се интензивира бипартитниот диалог помеѓу работодавачите и работниците. Ние како влада секогаш стоиме на располагање да помогнеме во рамките на нашите можности и ингеренции, така што секој диалог треба да се охрабри. Се што е во рамките на институциите, институционален диалог треба да се охрабри, затоа што само така може да се дојде до конструктивно решение. Во институционални механизми секогаш постојат, демократска држава е Македонија, но ценам дека искуството вели дека све што е во рамките на институциите носи решение. Се што е надвор од рамките на институциите, мислам дека не само што не носи решение, туку апсолутно ги поларизира нештата. Сојузот на синдикати на Македонија ја напушти седницата на Економско-социјалниот совет. На денешната седница на Економско-социјалниот совет представниците на владата планираат да ја усогласат минималната плата само оноку колку што е законското усогласување. Сојузот на синдикатите на Македонија не може да биде соучесник во состојба која за работниците значи, односно само за оние работници кои примаат минимална плата 1500 денари. Бараме 600 евра минимална плата, за најмалку 6000 денари зголемување на сите останати плати. Жалам што дебатите и дискусиите минатата година кои ги водевме, анализите кои ги доставивме, не успеа да им покажат и на креаторите на политиките, меѓутоа и на работодавачите дека реална е потребата за зголемување на минималната плата. Жалосно е што синдикати се вонатре соучесници за нанесување на штета на работниците и на работничките плати. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад донесе одлука за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,13%. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се зголемуваат за 1 денар по литар. Цените на дизелот и на екстра лесното масло за домакинство остануваат непроменети. Цената на мазутот се зголемува за 1 денар по килограм. Од 3 март годинава, од 0 часот и 1 минута по полноќ, максималните цени ќе изнесуваат за Евросупер БС 95 74,5 денари за литар, за БС 98 76,5 денари за литар, Евродизелот 71 денар за литар, а екстра лесното масло за домакинство 70 денари за литар. Мазутот ќе се продава за 35,5 денари за килограм. Што правиме сега Мицковски? Кој од власта ќе одговара за наркоскандалот со 5 тони дрога? Прашаа на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Над 30 дена, повеќе од 1 месец, нема одговори за најголемиот наркоскандал во регионот со заплена на 5 тони дрога од Македонија во соседна Србија. Како 5 тони дрога поминале граница? И кој од врвот на власта ќе одговара? Од сите информации кои досега се достапни, јасно е дека станува збор за високо организирана криминална група, која не можела да функционира без поддршка од лица на највисоките позиции во власта. Медиумската магла, која што власта се обиде да ја пласира со лажна кампања после оваа акција, за пренасочување на вниманието на претходни влади, се расчисти. Кампањата се обиди да се вмеша СДСМ и опозицијата, за да се амнестира актуелната власт, не успеа. Сега е време за одговорност во врвот на актуелната власт. Кои се трите клучни аспекти за одговорност за овој наркоскандал? Прво,
Околината на Свети Николе се јавува како клучна точка каде што се правел претовар на дрогата. Од фабриката на кругот на Охис, Алфа Фарм, дрогата била натоварена и транспортирана до Свети Николе. Внимавајте, без полициска придружба како што налагаат законите. Кој ова го дозволил е првото клучно прашање. Зошто не е направена контрола во фабриката? Оваа фирма, која работи во просториите на Охис, е основана во мај 2024 година во време на ВМРО. Дрогата била свежа, одгледана во време на актуелната власт, а пакувањето во кругот на Охис започнало во средината на декември 2025 година. Од втора фабрика, Green Life, исто така, пратка со дрога. Сите овие пратки, почитувани, ја поминале слободно половина Македонија. На 65.000 камери, на патроли, контроли, никој ништо не проверил. Случајно? Значи, одговорни во македонската полиција и безбедносните служби мора да бидат први кои ќе бидат опфатени со барањето одговорност. Одиме понатаму. Дрогата била препакувана како перници и на тој начин се пренесувала преку македонската граница. На толку скенери, на толку контроли, никој ништо не презел. Случајно? Значи, одговорни во македонската царина исто така мора да бидат опфатени со барањето поврзаност. Трето, конечно, целата пратка од 5 тони завршила во магазин на локални функционери на СНС во Србија, сестринска партија на ВМРО. Бил близок со српскиот министер за одбрана Гашич и изјавил дека станува збор за државна работа. Ова, почитување, е третиот аспект на поврзаност со блиска политичка структура во двете земји. Што правиме сега, Мицкоски? Пак дефокус со Харис Джиновиќ Дубај или имате некои нови идеи? СДСМ нема да дозволи овој случај да се заташка. Не може да има уапсени магационери, превозници и сопственици на фирми, а главните организатори на овој шверц да се кријат. Кој од власта ќе одговара? Левица поднесе кривична пријава против поранешната антикорупционерка Цвета Ристовска. Левица поднесе кривична пријава против поранешната членка на антикорупцијската комисија Цвета Ристовска поради сторено кривично дело против правно стекнување и прикривање на имот казниво по член 359а од Кривичниот законник. Имено Цвета Ристовска, спротивно на обврските од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси за пријавување на целосна и вистинита имотна состојба, која вклучува личен имот на членовите на семејството, иако била должна, не пријавила 2 компании во собственост на членови на незиното семејство. Јасно е дека се работи за свесно и намерно прикривање на имот, ако се има предвид фактот дека компаниите кои не ги пријавила Ристовска добиле 2 милиони денари од касата на ДПМН, очигледно како награда за непостапувањето на Ристовска против нивните функционери. Оваа теза дополнително да ја потврдува фактот што поранешната антикорупционерка го пријавува останатиот имот на своите деца во анкетниот лист, но свесно и намерно ја изоставува фирмата која постои уште од 2020 година. Цвета Ристовска стана символ на корупцијата во институција која треба да се бори против високата корупција. Таа беше директна инсталација на владеачката партија, која амнестираше 2 високи функционери од партијата на власт, Бојан Христовски и Ивица Томовски. Само оставка од позицијата антикорупционер не е доволна. За свесно прикривање имот, одговорност за Цвета Ристовска мора да има. Ревизија на сите предмети кои ги работела компрометираната антикорупционерка мора да има, за да се стави крај на штитењето на корупција на највисоките ешалони на власта. СДС, Филипче и Заев се истурени играчи на руската политика во Македонија, обвинија на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. СДС, Филипче и Заев се истурени играчи на руската политика во Македонија. Доказ за тоа е скандалот со доделувањето на државјанство на рускиот државјанин Онишченко, човек кој е осуден на затворска казна од 15 години за перење на пари и корупција во Украина. Да ја потсетиме јавноста дека контроверзниот политичар Онишченко бил член на проруската партија на тогашниот председател на Украина Виктор Јануковиќ. Онишченко, кој бил во бегство од Украина и тамошните правосудни органи, во време на СДС доби државјанство од Македонија.
откако претходно секоја нормална држава истото не му го приушти, ниту пак му беше дозволен престој. Човек кој е баран со меѓународна потерница од Украина, во тоа време осомничен за перење на пари, а сега веќе и осуден на 15 години затвор, никој не сакаше да го прими во својата држава. Само Македонија, предводена од СДС, Заев, Ковачевски, Спасовски и Виктор Димовски, се потрудија да му дадат државјанство под превезот дека ќе настапува за македонскиот национален тим за јавање на коњи. Под голем притисок на ВМРО ДПМН и на граѓаните, СДС не издржа и државјанството на Онишченко беше поништено. Руското влијание и политика во Македонија единствено имаат влез преку СДС, Заев и Филипче. Но остана неодговорено прашањето за тогашните гласини дека поранешен вице-премиер задолжен за економски прашања се обидувал да исконтактира со ова лице и да прави економски ангажмани со него. Со оглед на тоа дека прорускиот политичар Онишченко беше представен од тогашната власт како спортист кој ќе јава на конј за Македонија на Олимпијада, легитимно е да добиеме одговор која била целта на СДС за негово вдомување во Македонија и дали некој добро се нафатирал за овој случај. Дневникот го продолжуваме со информација од спортот. ГФК Тиквеш минимално поразен од Силекс со 0-1. Викендов стартуваа и надпреварите во третата македонска фудбалска лига група Југ. Во првата македонска фудбалска лига овој викенд се одиграа средбите од редовното 20-то коло. Бреда ги искористи турбуленциите во Башкими и славеше на гостувањето со 0-2. Работнички конечно победи и тоа против прежалениот тим на Шкупи со 3-0. Во дербито на колото, Струга ремизираше 1-1 во дуелот со Вардар. Со идентичен резултат 1-1 заврши средбата Арсими Македонија Ѓорче Петров. Во Кавадарци Тиквеш загуби минимално 0-1 од Силекс, а колото заврши денеска со средбата помеѓу Шкендија и Пелистер. Интересно беше и во втората македонска фудбалска лига, каде се одиграа средбите од 17-тото коло, во кое се постигнаа следниве резултати. Скопје Беласица 1-0, Детонит Плачковица Тетекс 2-1, Големо Коњари Слога Виница 2-2, Преспо Осогово 0-1, Саса Победа 2-0, Новаци Кожув 1-0, екипата на Вардар од Неготино доживеа дебакл на гостувањето кај Штипска Брегалница, која славеше со 7-1, а во дербито на ова коло есенскиот шампион Охрид и директниот конкурент за титулата екипата на Шкендија од Рачиново одигра без голови 0-0. Викендов стартува и надпреварите од третата македонска фудбалска лига група Југ, каде се одиграа средбите од 14-тото коло. Млекар Превалец 1-3, Ултрас Младост 10-1, Тополка Влазними Јуниор 8-1, Венец Долни Дисан Бучин 3-0 и Борец Велес Росоман 6-1. ГРК Тиквеш беше немоќен против силниот Еврофарм Пелистер и декласиран со 24-43. Во плей-аут сегментот Пролет славеше на гостувањето кај Еврофарм Пелистер 2 и се доближи до обстанокот. Сезоната во машката ракометна Суперлига влезе во завршна фаза и официјално стартуваа плей-оф и плей-аут сегментите. Првото коло во двете конкуренции донесе и очекувани резултати без изненадување. Охрид на гостувањето кај Бутел дури во вториот дел го скрши отпорот на противникот и славеше со 22-28. Во дербито на колото, Алкалуид во автокоманда повторно го изнамачи лидерот Вардар, кој славеше со минимални 32-33. Во Кавадарци Тиквеш немаше шанси против разиграниот Еврофарм Пелистер и беше декласиран со резултат 24-43. Во плей-аут сегментот
Прилеп славеше на гостувањето кај Радовиш со 25-34, а Куманово ја искористи предноста на домашниот терен во дуелот со Струга и победи со 30-20. Во дербито во борбата за опстанок, Пролет го изненади Еврофарм Пелистер 2 и славеше на гостувањето со 21-23. Пробаскет по голема борба минимално загуби од Баскет Кам со 69-67. Во женската кошарка веднаш стартуваше и првото коло од популарното Оролоџо. Поради репрезентативни обврски овој викенд македонската машка клубска кошарка паузираше. Нашата репрезентација во првиот дуел на домашен терен го совлада Луксембург со 79-70, а денеска во рамките на предквалификациите за следното европско првенство ќе му гостува на Азербејџан. Девојките пак ги одиграа средбите од 14-тото коло последно од регуларниот дел на сезоната. Последниот надпревар од ова коло требаше да се одигра во Каменица во четвртокот, а во него шампионот Баскет Кам требаше да го пречека Кавадаречки Пробаскет. Надпреварот се одложи за петок, бидејќи домакинот не можеше да обезбеди сала и на крај истиот се одигра во Кавадарци. Првиот период го доби Баскет Кам со минимални 22-21, а во вториот Кавадарчанки славеа со 12-19, па на полувреме Пробаскет водеше со 34-40. Во последните 10 минути се влезе со скоро 56-60 за Пробаскет. Во последниот период двете екипи премногу грешеа и промашуваа, но во тој хаос актуелниот шампион подобро се снајде и на крај славеше со минимални 69-67. Веднаш потоа стартува и средбите од завршната фаза, односно од популарното Оролоџо. Во првото коло од овој сегмент, Крива Паланка го доби Патриот со резултат 100-84, а Бадел го совлада МЗТ со 80-54. Денеска играа Вардар и Пробаскет, а утре ќе се сретнат Баскет Кам и Спорт Тим од Неготина. Времето утре сончево со мала до умерена локална облачност, по одделни котлини ќе има услови за појава на утринска магла. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата во интервал од 4 до 19 степени. Во четврток се очекуваат повремени локални врнежи од дожд, особено во попладневните часови и во текот на ноќта. Тоа беа содржините во дневникот, имајте пријатна вечер.